Православните христијани денеска го празнуваат Велики петок, најтешкиот и најтажниот ден во годината, денот на страдањата и смртта на Исус Христос. Верниците до утринава ги преполнија прилепските храмови да се поклонат на плаштаницата, која што го символизира Христовиот гроб. Свештениците порачуваат дека Христос пострада за целото човештво за да му ги искупи гревовите. Господ е безгрешен, невин и како таков пострада за нас, ги рашири своите раце на крстот и го прегрна своето создание, човекот. А Господ пак, кога ќе воскресне, ќе ни го испрати својот мир, кој што го прати во овој свет, за да слезе врз нашите домови, да слезе врз нашите души и срца и врз нашите немири, како што ни порачува во великденското послание нашиот надлежен архиереј митрополитот Петар, кој во посланието, кое што ќе се чита на Великден, ни порачува и ни вели радоста на воскресението да не низгасне само во великденската ноќ, туку таа радост да се претвори во оган кој што постојано ќе гори во нашите срца. Освен црковните, има и народни преданија и обичаи кои што исто така се почитуваат за овој ден. Така дел од верниците денеска не работат ништо, ниту пак готват. Голем дел и воопшто не конзумираат храна, а оние пак кои што јадат, тоа не е готвена храна, туку нешто малку и истото да биде сирово. Сите одат дене со црква, каде што го бакнуваат, односно го целиваат телото Христово, оставаат дарови, најчесто мајци, шами, чарапи, потоа великденски бојадисани јајца од Велики четврток, се оставаат и цвеќиња на одарот каде е поставено телото, односно на плаштеницата. Многу луѓе се провираат под плаштеницата, односно под телото на Исус Христос, со што придобиваат повеќе здравје, среќа, береќе за себе и за семејството. На секој кој што ќе ја целива плаштаницата, свештеникот му дава цвеќе, а токму тие цвеќиња во различни населени места имаат и различни начини на чување и употребување. Од тоа да стојат на домашната икона, па се до тоа истото цвеќе да се стави во ковчегот на починатиот. Во некои села тоа се смета и како посмртно цвеќе, бидејќи сепак е земено од одарот на каде починатото тело на Исус Христос. И тоа цвеќе се чува од Велики петок до следната година Велики петок, доколку во тој период почине некој од семејството или од куќата, тоа цвеќе го ставале во ковчегот на починатиот, со што се верува дека му обезбедува подобар прием во рајот. Многу обичаи и верувања, но само една вистина, а тоа е како што велат и црковните песни за овој ден. Исус Христос со својата смрт ја победи смртта и на сите им подари вечен живот.